Основното училиште Толи Зордомис е домакин на представници на училишта и невладина организација од Турција, Романија и Австрија во рамките на Еразмус проектот да обезбедиме интеграција на ученици со различни посебни потреби во мешани училници. Целта е сите деца заедно да ги покажат своите способности преку заеднички активности. Горди домаќини сме денес на гости кои што се тука од Турција, од една невладина организација, едно училиште. Понатаму тука имаме од Романија гости и исто така во проектот е вклучена и Австрија. Ние сме денеска партнер домаќин, не само денес, туку и во следните неколку дена ќе се обидеме да ја прикажеме нашата традиција. Значи денеска имавме презентација за танци и ора и за нашите носии. Ќе погледаме исто така танци и ќе ги вклучиме учениците. Утре имаме убава работилница со ткаење, рачно ткаење во музеот. Ќе ги водиме во Скопје, во Кокино да се шетаат, но исто така ќе има една креативна работилница, ќе бојат камења и така натаму. Всушност, поентата е да бидат заедно сите деца вклучени, да се ги покажат своите способности и таленти преку заедничка работа. Ова е втора мобилност од проектот кој што започна во септември минатата година, а веќе првата средба била организирана во октомври во Турција. Главниот координатор на проектот за интеграција на децата со посебни образовни потреби во мешани училници. Müzik ve dans uygulamalarıyla Сакаме да видиме како учениците со посебни потреби се вклучени во мешани училници, односно како се работуваат заедно при танцување и при разни активности уметнички. Kumanova'da bugün müzik ve dans uygulamalarını göreceğiz. Да се види, да се потенцира дека сакаме да видиме како учениците соработуваат, какви работилници прават, значи како се вклучени, дали се прифатени, значи дали може да се изразат преку творење, преку танцување, преку уметност, значи терапијата преку уметност да ја видиме исто така како ќе делува. I'm representing Romania. In fact, I'm representing. Ние сме училиште од Романија, кое што овдека е дојдено со очекување да се види друг систем, образовен систем во друга држава, исто така да се споделат искуства и да се научат нови вештини за работа со деца со посебни потреби, кои што потоцна би можеле да ги имплементираме, да видиме каков е импактот, односно какво е влијанието на ваквите научени вештини и како тоа ќе влијае на децата кај нас во нашите едукативни системи. Следната мобилност се планира да биде реализирана во септември годинава во Романија, потоа во Австрија кон крајот на годинава и последната активност како финален производ ќе биде реализирана во Турција следната година. Покрај Еразмус проектот паралелно ќе оди и етвининг, односно здружување на учениците од овие различни земји, потенцира Петковска.